Добро утро и од мене, добре дојдовте во магазин. Како за почеток на работната недела, ова ќе биде одличен музички понеделник и за почеток на месец декември. Денеска ни гостуваат членовите на дуото или бендот Дупер, Борис Какоринов и Илчо Нечовски, со кои ја промовираме новата песна Може, 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 а може и денов да го започнеме со добро расположение, музика, како и за идните планови, концерти, настапи, зборуваме во продолжение, па затоа останете со нас и моите драги гости. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, најдовме. Како сте утрово, расонети, веќе подготвени? Па готово више почна денот, да. Да, и една нова работна недела и драго ми е токму со вас што ми почнува и со музика и нешто ново да испромовираме. Песнава веќе врти по радиостаниците, ја објавивте и направивте бум. Ја слушаме како и претходните исто. Дупер звезда ја слушам, Некажано, сите овие денови сте хитови по радијата. Очекувавте ли да биде и ова еден убав и слушан хит? Па јас мислам дека имаше ово потенцијал за некој комерцијален успех. Ќе видиме колку ќе се слуша. Сега за сега оди супер реакција има. Луѓе споделуваат. До сега не сме чуле негативен коментар, што е реткост у принцип, што знаат да кажат за овде нешто требаше да направите. Сите се паметни кога некој друг работи, да. А за овој проект некако онака баш супер реакција има, така да видиме како ќе оди. Вие напишавте ваше текстот, музиката? Да, све еднаш. Како и за претходните песни? Да, претежно се гледаме сами да си завршуваме све што можеме. А кога не можеме, бараме луѓе што знаат да го прават тоа. Пример за видео уште не научивме да снимаме. А се надевам дека за 10 години ќе научиме и тоа, да не мора. Да, ама сценарија знаеме да пишуваме, така да. Сценарио за спот вие си подготвувате? И за овој спот беше така? 99% се наши сценарии. Па идејата е наша сега, мислам, тоа сакав и да го кажам. Немаме премногу надворешни влијанија, во смисол не ќеме ништо да ни влијае од нас двајца, тоа што ќе го создадеме да ни биде целосно наше од почеток па до крај. Пошто е поедноставно и поубаво е, повеќе значи, барем на нас двајца. Така што техничкиот дел мора некој да не сними, не можеме и сами да се снимаме, али валјда ќе може со AI за некој време и тоа. Да, тоа ќе речев сега со вештачка интелигенција некако се може. Да. Сега дали се губи квалитет или се добива, тоа е веќе дискутабилно. Во моментов се губи, а натаму ќе види. Да, вие избравте локацијата за спотот? Да, ова ни е некако спомени од детство и двајцата со дедовци имаме одено таму. И Природонаучен музеј има многу интересен интериер. Да. Многу поразличен од сите простори тука, така да не знам, некако природно се дојде овој спот да се снима таму, инаку сме го планирале за многу други, ама не се поклапала идејата. Да, од детство немате отидено таму? Па бога ми да, доста време поминато и сега тоа баш дискутиравме. Многу смениле доле, имаше еден убав тепих таков старски и мирисеше поинаку, да. И сега вака како тука, маминати некако не е баш тоа, ама заврши работа. Топло беше уште таму? Секогаш беше Топличко, стварно топло. Бев пред неколку години да се посетам на тие времиња од детство. Многу место. Стварно, онака мислиш, имаш чувство дека се живи сите работи таму. Да. Ова е некоја духовита приказна, може да се каже, може. Снимале ли вие такви прашања, сте добивале кога свадба, кога женитба? Таа тема, дали ве допирала и вас двајца лично? Не многу, ама сега, по полека, да. Веќе почиња да не притискаат од сите страни. Од колку години, која е таа граница кога почнува притисокот? Секаде од твоите кога се земале, уствари, и тоа више, јас сум тука сега. Не, се шалам, немам никаков притисок, ама се осеќа како некој тивко да ти збори без зборови, дека треба кај да е, ајде, доста ти е. Шо правиш, шо е работа? Суптилно. Да, па нешто кој им станува е сумњиво обично. Дали нема женска некој период дека чекај шо му е човеков. Ама мислам дека вали тоа прави со време. И плюс за све си доаѓа време. Сега ние сме спремни, така вика песната. Така да сега може. Значи ќе пројдат муабетите кога ќе се ожените. Кога ќе се оженим, па тоа. Веројатно. После ќе има нешто друго, кога деца сигурно. И така натаму. А ве нервирале некогаш коментари, можеби не на оваа тема, но ете и од други различни области, од други теми, од други луѓе, кога нешто ве прашуваат, ви коментираат, ве критикуваат, ве советуваат за нешто за што вие не сакате да слушате?
Па што знам, јас не мислам дека е добра таа некоја брутална искреност. Што луѓе мислат дека е многу добра зашто се директни. Мислам дека треба да се одбере момент и плюс не од секој, мислам. Таа ми значи од блиски луѓе, ама сега од некој што прв пат го гледам во живот, не ми треба да си брутално искрен, каже ми честито и чао, тоа е тоа. Не мора да ми го расипе денот. Така е. Сепак треба обзир да се има. Па да, во некако така комуникацијата. гледам, да. Плюс веќе кога даваш критика треба да е издржана, да не е тапаси. И толку. Да, и толку, да. Да, како што кажа и не Тоа од ништо било не ми кој. носи, да. А некои трачеви, например, за вас или невистинити муабети, коментари, знаеле да ве допрат да дојдат до вас? Па да вратите, да влезете и вие во дискусија или не враќате на коментари ако прочитате, како што каже и Борис имало понекогаш коментари на спотови, на видеа. Па не знам, не се сеќавам дека сме враќале, а дека сум чул сега тоа се случува, јеби. Сме во јавност цело време. Сакале или не, многу имаме изложености на телевизија и на интернет и на социјални мрежи и нормално дека некој ќе му текне нешто што не е истина. Ама јас радо би разговарал со него во живот за да му објаснам дека не е така тоа што го мисли. Дури кога не сум расположен. Да, ама добро, не сте од оние кои што враќаат и влегуваат во Па нема потреба. дискусии. Така. Нема тоа, Така тоа е. е вечно после. Да, нема крај. Да, нема Таму. крај. Добро, може да видиме сега за почеток ето она што е најново од вас, видеозаписот за кој што зборуваме, па да прокоментираме уште малку околу најновата песна. Може. Може ли? Мора да може. Дојдовме до тој заклучок. Вајде може, да. Кој го снимаше спотот? Не спомнавме кој го осмисли. Добро, вие осмисливте, направивте некој сценарио, но кој ви помогна Стефан околу? Биков е режија на спотов. И камера, и колор, и све живо и диво. Нов дечко, не сме работеле до сега, ама сме презадоволни. Така да ние стално се надеваме ќе продолжи соработка со луѓе со кои што лесно ни оди. Така да видиме за нешто следно. Да, ваша беше идејата и да изгледа вака малку како ретро со бојата со Да. Вајде било заедничко. И да. просторов е, у принцип, не Да. дозволува многу да бидеш сега... не знам. Модерно. Да, модерно. Ова е некој, како ни пиша, ретрофутуризам, нешто така. Па да, баш затоа и ето спомнав ретро. Кои се песни пак ги изведовте на оние два концерти кои што беа успешно распродадени? Дали Сите, успеавте мислам, се да испромовирате, па и ова? Да, све отсвиривме. Една не отсвиривме, само што не отсвиривме. Војна не се. Да, војна. Него се свија насловот на лошого со себе. Па да, некако ми ја стави идејата у глава дека било лош збор. Да не предизвикуваш? Па да, не знам, мислам, приказната нема врска со војна, ама валјат луѓе така си ја врзуваат и имаат садено идејата дека е лошо и се автоматски толку. Да не има после наслови или по портали, ете, групата Да, Дупе. предизвика војна нешто. Кидат у војска. Да. Тоа е теста. Внимавате ли на такви моментите кога вадите нови песни, објавувате на наслови, како до која публика ќе допре, дали ќе биде хит, размислувате за сето тоа однапред? Или едноставно вама ако ви се допаѓа ја објавувате и тоа е тоа, чекате на реакција? Има одговорност сега и кон слушателите и кон сите што гледаат, не можеш да бидеш некако безгрижен. Нормално внимаваме на некои такви детали кои што може да предизвикаат некако вознемирување или нешто што не е во ред едноставно, што не личи. Мислам дека и тоа е дел од да се креира. И едноставно не можеш да си дозволиш да бидеш екстра слободен. Например, на такви детали внимаваме заради тоа што и не гледа и помлада публика. Не сакаме да чуеме нормално песни и некако проаѓаат низ повеќе филтери сите работи и можеме да бидеме задоволни од сето тоа, иако не ги менуваме премногу. А и не псуете за да може да бидете и по медиуми. Пуштани на телевизија, Па да, и неко со цензура ке. Го кажам како пример, јас не сме имале проблем со пцуење, мислам вака, да, ама во музика мислам дека нема, барем во тоа ние што го правиме нема мислам и да поента. има нели тие песни после се цензурираат, поминуваат Да. низ филтри или едноставно не смеат да се пуштат. И финансиски не се исплати да не те пуштаат по радио. Па така е. Сепак се вложува. Да. Каква публика пак имавте на овие два концерти? Помлада, постара, кажа Илчо, нели ве слушаат и помлади, повозрасна, А имаше, да речам, 18 плюс беа сите. Ако имаше некои средношколци евентуално, ама генерално нас публиката ни е од 18 до 30, така најголемиот дел. Ама Демографски. имаше, да, демографски.
Имаше и родители многу, имаше и, не знам, девојки од 30 години до не се мајки, така да речам шарена публика. Да, еве, па и претходно слушнавте коментари од колегите во телевизијата, кои што се над 30, вклучувајќи ме и мене, па ве слушаме. Тоа е супер. Мислам, убаво е да слушаат луѓе од сите генерации, значи има нешто заедничко во музиката и нешто што е достапно за сите и што сите го разбираат. Така да се надеваме. Ја гледам кај други музичари, например, имаат многу голема публика деца. И сега тоа од една страна е добро, може да за кликови, за views и така натаму, ама па не сакам ја цело време да настапам само пред деца, така да не знам, тука е негде. Од друга страна па не знам и дали го бираш тој момент. Веројатно си правиш музика што тебе ти се свиѓа и децата одлучуваат или возрастните случаи. Да, освен ако не решиш да правиш баш не знам за тинејџерска публика. Да прават луѓе својата част. Ја не знам така наменски. Да таргетираш, да речеме, сега правам за повозрастна или за помлада, тоа нема кај вас. Па нема, не. Ние правиме песни што нас не се свиѓаат. Ке почне некоја идеја, другите слушаат добро или не е добро, тоа е тоа. А кој решава на крај? Има некој од вас двајца што ќе пресече на крај што е добро, што не? Демократски решаваме, нема потреба. Ама двајца сте како? Па така, со сила. Трет некој доаѓа да ви каже. Не, идејата си е таа, сега да ако не ни се свиѓа, не работиме воопшто. И на едниот да не му се свиѓа, тогаш не работите? Или го убедува едниот другиот? Компромиси цело време, како и секој од нас. Не е нешто што е вака или така, нема правилно. Сега моменти се, плюс е музика, многу е, не знам, абстрактно е некако за да биде добро или лошо. Има стварно лоши идеи, ама добрите се окей. Не може све да се направи да биде добро. Само дали си во момент и во елемент и во мут. Да. Разумен компромис. Разумен компромис, разумен. Стварно е така. Да, а паметите некоја лоша идеја која што не сте реализирале, а ви останало како анекдота, како некоја приказна за раскажување, за смеење? Нешто што не сте... Не се лоши, повеќето се недоработени, почнати некои траки, кои што не сме им дале доволно внимание. Сега не знам дали се лоши или добри. Сега се лоши, ама и може да бидат добри. Не имала некои текстови, например, што ја верам у тоа што ќе напишеш дека ќе се реализира. Така да имало идеи што сме ги почнале со лоша помисла од глава и сме ги оставиле. Може и тоа и случајно сме ги оставиле, ама некој не чува. Да, мислиш привлекуваш ако нешто напишеш? Да, мислам дека привлекуваш со текстовите. Па добро, затоа ти војна не ја пееш и не ја свирите, не ја пеете. Поради насловот. Поради насловот. Какви се останатите впечатоци од концертите? Како сте задоволни од сето тоа, како помина? Многу убаво. Ја мислам, изненадени бевме ние колку брзо се продаде. Вајда не очекувавме дека многу сме некако реални од тој поглед, или може скромни некои кажат, ама знаеме дека луѓе слушаат музиката, ама не знаеме колку луѓе се спремни да дојдат на концерт да платат карта, не знаеме колку да ги знаат песните. Дојдовме од прва песна, сите песни ги пее. Така да ја и викам, ајде може се случило првиот концерт да е така некои die hard фанови. Од друга страна, вториот концерт дојде, истото се случи, некој вика ти подобар, дека бил. Така да многу убава енергија. Сам им посакам на сите да си направат таков концерт и да имаат таква добра публика. Да. Сега значи треба трет да има. Кога веќе овие два така брзо се распродадува. Ќе видиме, маца да одмориме, се уморивме. Колку време се подготвувавте? Вака и во организација бевте дел од сето тоа пред да настапите? Во организација моравме да вежбаме цело време, да се спремаме, правевме сет листа. Некои песни ги немавме свирано во живо, по прв пат ги свиравме. Требаше да се спремаат матрици и сите други тракатанци што идат заедно со секој спремање и одзема внимание, одзема време. Малку е и стресно, затоа што сакаш да биде секако што треба. Ама на крај се исплати секогаш, само не можеш да го мислиш тоа, друг го спремаш нештото. Да, после тудира така. Да, ствари на крај све како што треба и сме двајцата пресрекни, пошто не знам дали ни се случило нешто вакво до сега во животот. Многу ни е мило.
И цело време кажуваме фала и тоа секогаш ќе го кажуваме затоа што само заради нив сме дошле до некој ниво за кое што сме сега задоволни. Па да, тоа е секогаш во две насоки мора да оди. Да. Не може едно без друго, да, со публиката. Некогаш е чудно, тоа е неверојатно, ама супер, не е лошо. Постои ли пред настапите уште, иако имате искуство веќе со години, постои ли некоја трема позитивна Да, апсолутно, или да. страв, како ќе биде, што ќе биде, размислувавте за тоа пред самиот настап? Порано беше на трема, во смисол ми текнува кога почнувавме пред 6-7 години, што ќе се деси, како ќе изгледа, дали ќе бидам добар, јас дали ќе знам, ќе заборавам нешто. Сега беше поише трема само како колку да излеземе, знаеш, се спремаме веќе месец дена. И некако моментот пред да се случи тоа, те стиска, само сакаш да излезеш и да почне светот, за да не го мислиш веќе. Да. Сега беше малку потешко, пошто имаш уште еден концерт следниот ден. Немаше опуштање одма после Па се концерт. опушташ и после се вознемируваш. Ама интересно беше. Не убаво кога ќе излезеш на сцена више друга песна е стварно. Само у глава си имаш 300 идеи како ќе се случува и излегуваш на сцена и сваќаш дека нема врска со твоите очекувања, зашто стално од нешто друго ќе се изненадиш. Ама наша среќа се пројде како што треба. Секогаш се договарате околу репертоарот или околу движење на сцена или импровизирате исто, понекогаш и Тука ми на сама изненади бина. што, например, влезе у публика 2 пати и ја мислам дека се зеза на проба, рече, а вака не можам да влезам, вика, со сталак. Викам, добро, ајде. И благо публика се врте дека на сите збунете ние, пошто никој не знаеш. Ама супер излезе, мислам. И на публиката и се свиѓа тоа. И мене ми се свиѓа, така да... Значи, добре понекогаш да се импровизира, Илчо. Да, некојаш да, ама треба да е многу добра идеја за импровизација, иначе некојаш може да биде и тешка утка. Една Ама ја- скокнеш од публика. Не сум за мислам вака смирено спуштање, нека побезбедно. За нив. Со тобоган. Со тоа, па добро, што убаво ја прифатиле твојата идеја и во публика, значи, Не, добро ме ше Било добра накараше идеја. тонецот дека микрофонов ми е бежичен и многу фонира кога се шеташ низ салата. да. И се мислев едно време, а после викам, ајде, што може да се деси само, ќе прави све и тоа. Имаше ли фони? Немаше, мислам, не немаше. слушнавме, појма не. А тоа е празна салата од све фондира, зашто се одбива звукот. Кога е гужва, полава. Да, не се слуша Да. толку. Мислам се слуша кој лошо киспе, ама тоа е тоа. Тука се внимава добро да се испе и да се Илче ги отсвири. бира кој добро пее у публика. И... Имаше двајца што не ја знаеа 2 пати, викам, мам, бе, кај дојдоте? Им даваш караоке да си Караоке, пеат буквално. од публика. Па и гледа дека пее, и сега доаѓам на некој и се збуни и викам, добро, уживај се, тргам, ај другиот дел доаѓам пак. Пак се збуни, викам, ништо, ајде да се гледам и идам горе. Види, може би трема. Можда, да. Мислам дека не ја знаеше песната. Аха, и тоа значи има. Па добро, се Ма случува. глумат некој нешто, да отвара уста. Да не пее ништо. Да изгледа кул. Да, мислиш има и такви што доаѓаат на концерти само за да видат кул? Не на вашиот, туку воопшто. Мислам дека да. Ама тоа е пријатна појава. Луѓе почнуваат да слушаат зашто гледаат дека другите слушаат. Така да сите сме у некој поглед така овција малца за одредени работи. Гледаш што ќе се свиѓа на масата за да видиш дали си нормален. И тераш со тоа. Да, но добро е кога можеш да разграничиш, кога Да, добро, ќе станеш сега, да. свесен, кога ќе се освестиш. Тоа треба некој да се- Чекај, не оди таму. Тоа е. Остани си на своето. Тука е само критичноста, иначе Да, полесно е да си со луѓето. така е. За следни настапи имате одредени планови? Имаме Немаме за конкретно. За следна година имаме. За следна, да. така. Ама тоа уште е тајна. Уште не сме да Не смеам да прашам никаде, никога, ништо. Не сме да одговориме. Тајна е, пошто ништо не знаеме, и за нас е тајна. Да. Да, во Скопје планирате и накоите само локацијски или сакате низ други градови, низ Македонија? Би сакале. Какви желби имате виете лично? Сме биле во Скопје на многу места и сега би било супер ако не дека не сме биле надвор, ама можеме да посветиме малку повеќе внимание и на сите други надвор од Скопје, така што ја би радов, мислам дека и Борис ќе се сложи
дека би се прошетале малку низ Македонија. Да. Ви приоѓаат ли пак обожавателки? Припаднички на понежниот пол, на концерти, на настапи? Има, стално има, мислам. Има ли некои додворувања или... Има, на доврзување на песната може. Има, стално има, мислам. И се сликаме, и автограми. Додуша сега све помалку автограми, пошто све е социјал медија. Бара ли уште некои автограми? Мене ме интересира. Не, оддамна не сум. Многу ретко. Ја, усвари, пред месец дена нешто се потпишав, ама вака генерално слика сака. Да. И ми е пологично, защото тоа станува некаква завек. Може да се видиш и ти каков си бил. Иако порано сакавме и да се сликаме, но и автограми да добиваме. Ето, нека... Се сеќавам, чувавме, колекции имавме од автограми. Нова генерација. Да. И како реагирате на таква некоја интеракција? Не знам. Годили? Кога знаете дека имате обожавателки? Обожавателки. Имаме секакви обожаватели, има и дечиња, има и постари мажи што ни правеле муавет дека звучи нешто. Да, верувам. Обожавателки не е лошо, има, да, само да, не знам, мене ми требаше време да се навикнам, искрено не сум сакал премногу внимание и некако ни трна работава, со не сум тој тип и така некако многу внимание ни дојде. Да. И треба време за навикнување, пошто не сме ние израснати дека треба да бидеме познати во животот. Дома сме израснати од нормални семејства. Но сепак твојот татко исто е текстописец, се занимава со музика. Да, ама не сакам да кажам, не ме, да речам, дека ме притискал во животот, дека треба да бидам јас музичар или не знам што. Напротив, воопшто не ми... Мајка ми повеќе сакаше да бидам музички образов. Ама да се навратам не беше нормално, но треба време да се навикнеш, пошто треба научиш и да се однесуваш со сите луѓе што ти приоѓаат и сакаат да разговараат со тебе, да се сликаат. Пошто генерално е чудно тоа и сега треба да го направиш да биде пријатно. И за тебе и за нив, нели, нормално. А сега ви е пријатно, веќе се навикнавте? На Окей, вниманието, на популарноста? Да. Чудно е некако така, дека добиваш внимание од нигде во ситуација која не очекуваш. Да. Одиш до продавница или некој сака се слика, ама па гледаш дека нив им е кеф и автоматски тебе ти е кеф, ја така повеќе го гледам, а сега дека на его игра тоа, во мојот случај не. Мислам дека ги илча дека е така. Не, има потенцијал, ама... Тоа стално има потенцијал, ама... Се приземјуваш во тие моменти? Мора, да. Пошто лесно се збудалува човек по такви работи. Мислам дека може да те наведе на глупави решенија и размислување во главата, така што треба да знаеш и да се контролираш, нели? Да, но веројатно ако имаш и добра позадина, воспитување, некои вредности, много, да. Тоа те држи. И да имаш со кој да разговараш исто. Да не фамилија, другари, партнери, тоа е се во животот во принцип. Се друго е фейк е момент, мислам. Да. Што и славата оде горе доле, Проаѓа и доаѓа, да. Константно славен. Да. Или познат, или... Да, ги спомна блиските како најбитни, па кои ви се најголеми критичари? Дали во твојот случај е тоа Борче Нечовски? Не. Или Татко не? ми последно време се му се свиѓа, искрено не очекував. Он е многу строг, генерално, ама мислам дека сега конечно пушта да ми верува. Претходно мораше да ме кара, да, дека вајде да осеќа дека сум повозрасен сега. Дури и мислење ми бара некогаш. Браво. А инаку секогаш ме поддржувале сите и мајка ми и сестра ми нормално и бабите, дедовците секогаш биле тука и тука за мене биле буквално и психички и физички. Омилено внуче. Па прво машко сум, што да правам? Така ти било пишано? Да, мораш. Да. Тебе кој те бодри најмногу или мене- советува, критикува, што и да Па е? фамилија највеќе. Брат ми, моите... И имам многу добри другари. Во принцип, и другарите не се штедат на коментари, ниту пак... Мислам, стално доаѓале на секој настап, секоја песна споделувале, кажувале мислење, давале кошули, шлепери, шо све не, за да снимаме спот, за да ја реализираме некоја идеја, така да мислам дека тоа е. Кругот, семејството и пријателите, дека тоа е тоа. Да, бидејќи спомнавте дека не би било лесно да се навикнете на вниманието, по природа сте интровертни
личности? Па ја не Или не се гледам како интровертен, ама не се гледам па некој се кловн дека ќе ги забавлja сите. Преекстровертен, да. Некоја средина. Некоја средина, да. Екстровертен, интроверт или Да, интровертен, како ги кажа тие, да. Да. Точно така. Нешто изми. Мешавина ти, Илчо? Не знам, треба валја некој диагнозата да ми ја каже, не знам сам. Чудно ми е затоа што некојаш ако ми се свиѓа муабетот ќе учествувам скроз. Ама некојаш не ми се прави муабет, сега не знам што е тоа, не е ферски некако. Сам да си кажам, валјда негде на средина сум. Кога треба сум екстровертен, кога не мора не. Да. Па добро, не може ни секој секогаш да е ултра расположен и хиперактивен ама и знам на такви највисоко луѓе. ниво со енергијата. Знам такви луѓе, познавам што има цело време многу енергија за сите. И тоа е валјда екстроверт, ама. Тоа е сумљиво прво. Да. Да. Добро кажа, тука нешто Нешто не се е во крие. Ја мислам дека нешто се крие. Нешто за скриено. За самиот крај ќе слушнеме и Некажано, кое што, како што спомнавме веќе, оди и по радиостаници и го видовме и видеозаписот, ќе го погледнат и сега по завршување на емисијата. Мене ми останува да ви се заблагодарам што ми бевте гости, навистина ми беше драго и чест што утрово се дружевме и што ете успеавме нешто ново да испрокоментираме и да испромовираме. Фала на покана и фала за поддршка општо на македонскава музика и конкретно на нас. Да, фала ви. Тука сме и за нешто следно, па да се видиме дали на промоција, на настап или на Да. гостување. Ќе ни Најважно. известите кога нема да биде тајна следниот Да, нема настап. вeze. Кога нема ни нас да не бидете. Да, сега ќе го погледнеме и видеозаписот за Некажано, така што останете на Сител, а од мене довидување.